Едно прекрасно сончево утро, Ана и Јован излегоа во дворот за да си играат. Ана носеше кутија полна со шарени креди и црташе срциња, кругови и смешни сонца на земјата. Јован пак внимателно редеше коцки и се обидуваше да изгради највисока кула што некогаш ја направил. Шаро, нивното весело кученце, трчкаше наоколу, скокаше, се вртеше во круг и радосно мафташе со опавчето. Се изгледаше мирно, топло и среќно. Наеднаш, од соседниот двор се слушна силен и длабок звук. Шаро веднаш застана. Ушите му се кренаа, а очите му се раширија. Што беше тоа? Си помисли тој. Тоа мора да е лав. Вистински лав. Срцето му зачука побрзо, но наместо да побегне, Шаро зеде длабок здив. Ако има лав, јас морам да ги заштитам Ана и Јован, реши тој. Шаро се исправи колку што можеше. Ги напна градите, ја крена главата и се обиде да рика. Рррр, јас сум лав. Ана и Јован се погледнаа и почнаа да се смеат. Шаро, ти си мало кученце. Лавовите живеат во џунгла. Но Шаро не се откажа. Тој почна важно да чекори низ дворот, застанувајќи пред секое дрво и секоја грмушка. Секогаш кога Ана или Јован ќе се помрднеа, Шаро застануваше пред нив како вистински чувар. Кога Јован се приближи до старото дрво, Шаро залаја гласно и застана пред него. Како да сакаше да каже, јас те чувам. Во тој момент, од зад дрвото, тивко излезе мало бело маче. Мјау, рече нежно. Шаро се замрзна. Опавчето му застана. Очите му стана уште поголеми. Шаро наеднаш скокна. Тој се сокри зад Ана. Ана се смее и клекнува до него. Шаро, каде исчезна лавот? Вистинската храброст не е во рикањето, туку во грижата. Шаро полека излезе од зад Ана, го помириса мачето и нежно мавна со опавчето. Мачето замјаука и си замина. Мјау. Шаро почувствува топлина во срцето. Тој разбра дека не мора да биде лав за да биде храбар. Но токму тогаш, оддалеку повторно се слушна ррррр. Шаро повторно застана. Ох, како да си рече, лавот пак се врати. Овој пат, наместо да рика или да се крие, Шаро застана до Ана и Јован. Не беше сам. Тројцата полека се приближија до оградата што ги делеше дворовите. Шаро чекореше напред-назад, но само тивко залајуваше. Ајде заедно да провериме. Да, заедно сме посилни. И тогаш, што да видат? Во соседниот двор имаше голем звучник, а до него едно мало момче што си играше со играчка лав. Ррррр! Повторно се слушна звукот. Ана почна да се смее. Тоа не е вистински лав. Јован плесна со рацете. Тоа е играчка. Шаро накриви глава, го погледна звучникот, па Ана и Јован. Опавчето повторно почна да се движи. Момчето се насмевна. Сакав да се играм лав. Гледа, Шаро. Не секој страшен звук е опасност. А кога не знаеш, најдобро е да прашаш и да провериш. За награда, Ана извади топка и ја фрли. Ајде, лавче. Или кученце. Шаро радосно залаја и потрча по топката. Јован фрлаше со топката. Ана броеше, а Шаро трчаше колку што може побрзо. На крајот, тројцата седнаа на тревата, уморни, но среќни. Шаро легна меѓу Ана и Јован. Шаро знаеше дека не е лав, но знаеше нешто многу поважно.
дека е сакан, дека е храбар на свој начин и дека вистинската сила е во пријателството и заедништвото. И така, уште еден ден заврши со смеа, со љубов и со едно многу среќно кученце по име Шаро.